Синко, дај чај на сите, освен на него. Не, и така чај од мене тахикардија ми предизвикува, така да благодарам. Махмуд, не прави вака. Види, децата се тука. Јарене е девојка од наше мало, наша душа. Осман е добро дете. И тој од наше мало. Добро, момча. Подобро ќе биде да кажеш несреќата на нашето мало. Искрено, и мене не ми фаќа око. Хамди! Еве тука. Погледнете овде. Сифонот се расипа и ве молам бидете брзи. Не грижете се, сега следиме. Добро, момци. Поправете го тоа. Абе, што гледаш, бе? Отвори ја чантата. Добро, Бато. Бато, ти денек си ми лут нешто? Што да правам, бе, Бато? Детето е криво за се. Кога го видов како си игра со топката и јас сакав да ја шутнам. Детето, меморирај го во главата. Јасно? Зошто, Бато? Бидејќи Суар, пријателе мои, тоа дете наскоро ќе биде наша инвестиција. Младите си се сакаат, Махмуд. Така, Терко? Така е. Осман, кажи и ти. Абе, Мухтаре, би сакал да кажам, ама се плашам од безбедносни причини. Видите, не е убаво да им претиме на заљубените. Осман се заколна. Од сега па натаму, често со пот ке заработува. Осман кога се колне, исто како кокошка да се колне. Не вели така, Махмуд. Колнењето е нешто што Господ му го дава на човека. Само Господ знае чие колнење ќе го припати. Ние тоа не би го знаеле штом Осман кажал дека нема да прави, нема да прави. Да си ми жив, оџа. Се колнам дека честно ќе заработувам. Мислам, крај за нечестните работи. И сите ќе ве уверам во тоа. Ќе препродавам, ќе земам, не знам, отпад, ќе бидам магионичар. Еве, сега, ако сакате, ќе ви покажам една фора, а? Прекрасна е, видете. Значи вака, гледај ваму. Каков татко? Каков татко? Безобразен еден! Мухтар, не тера да губијам. Гледаш ли, оџа? Самиот сака да губијам. Смири се, смири се. Така, значи во раце имам карти. Добро, сега малку погрешив, ама ќе работиме на проблемов и ќе успееме. Мора да се работи, нели? Бог да чува и да брани. Слушајте, сакам да го кажам следново. Осман има сериозна намера. Дозволете му да ја запроси Јарен. Ќерка на ваков човек не се дава. Јас гарантирам, Махмуд, што сакаш повеќе? Сигурно не би ме одбил. Мухтар, јас те ценам и те почитам, ама да знаеш... Добро, Махмуд, не ги натажувај децата. Греота е. Ајде, дај раката. Добро, само за твој атар, Мухтар. Добро. Нека дојдат вечер и нека ја запросат. Не. Вечер ли? Па добро, Махмуд. Ајде, со среќа нека е. Амин. Луѓето се играат со пари, а ние тука се играме со изметот на народот. Господе. Братче, ова е многу заглавено, не можем да го повлечам. Уди се очеканот, бе. Момци, аман веќе што направивте? Со часови ве чекам ова да го поправите. Што направивте? Сега ќе завршиме, уште малку, бато. Ајде, побрзо, побрзо. Што направивте? Имаме мал проблем, ама ќе завршиме. Сега ќе завршиме. Што сторите, мало? Не спасен! Илам да му... Запријаваната да не брска! Направи, ломе, направи, излегувај! Излегувај, да не те гледам, излегувај! Не спасен, излегувај! Побрзо! Не спасен, еден, излегувај! Добро, бабато, добро, не туркај не. Господе Боже. Добро да ете си одиме. Да не сум ве видел повеќе. Господе Боже. Да не ве видам веќе. Мрш!
Ба то немој така, то се наши пари, нашиот леп. А ти што правиш, бе? Глупав еден, собери ги ја тебе, собери ги. Што и да кажам ке погрешам, за ништо не те бидува. Ајде влегувај. Побрзо ли? Господине, не знам дали е чиста водава или не. Јас сум целиот лом направен. Овие толку несмасни. Тоа цело стакло го испокршија. Тоа катастрофа направи. Било и поминало. Добро, во ред, не се смете. Многу сум нервозен. Сега ќе плачам. Добро, Алтан, не претерувај. Се извинувам, господине, но морам да се истуширам. Не се чувствувам баш комодно вака лом направен. Се извинувам. Ајде. Покрај толкава сиромаштија, сега ќе треба и девојка да запросуваме. Господ нека ни е на помош. Мамо, според тебе еве што да правам, а кажи ми, ќе ме убиеше човекот. Не можеме да си ја платиме киријата, а господин Осман сака да се жени. И е Ајран кој го нема. Не може да се снајде. Доста бе, затвори уста. Мамо и дадо, велам дека се работи за мојот живот, ќе ме убиеше за малку. А? Заблагодари им се на соседите, ајде, ајде. Ќе се заблагодарам, тие ќе ме изгоре, а јас ќе им се заблагодарам. Што е, Војче? Зарем не сакаш? А зарем не сакаш да се жениш со тетка Јарен? Каква врска има тоа, бе, Војче? А и знам дека сите знаете дека јас би умрел за Јарен. Сега нема пари, ама невестински фустан, едно дело, мала свадба и крај на приказната ќе си живееме сите во нашата куќичка, убаво ќе ни биде. Така е, не бива да се тепате и да се карате. Да, се разбира, нема потреба од такви работи, нема. Ама не бива така на брзина. Како да сме дошле да ја киднапираме девојката. Јас сакав така. Да, мамо, остави ги тие работи сега, немој да мешаш баби и жаби, мамо, татко Махмуд така сакал да биде. Немој да ме викаш тато, јас не сум ти татко. Добро. Штом пристигна кафинета да се навратиме на темата. Така ли е, тетка Нурсине? Аха, така е. Знаеме зошто сме тука. Со Господова заповед и со дозвола на светците, Јарен ја запросуваме за нашиот син Осман. А? Махмуд? Искрено, колку и да се противам, овие двајца се засакале. Овие двајца многу се сакаат. Секако, јас ќе се потрудам да ги разберам, ама... Браво. Точно затоа ја давам Јарен на Осман. Толку брзо ја даде? Хамди, Ама имам некои услови, јас... Услови? Да. Услов. Осман, имаш ли ти куќа? Куќа, дали... Имам мајка ми, ама наша е, таму си живееме. Мислам, под кирија сме, ама си живееме таму, наша е така. Значи немаш. Нема куќа, не. Па, првин ќе купиш една убава куќа. Нема да дозволам ќерка ми да живее под кирија. Посакај нешто возможно, Махмуд. Зарем имаме ние сили да купиме куќа? Божем, не знаеш. Мамо, добро. Ќе треба убаво да ја опремиш куќата. Јас не сакам ништо да фали. Добро, сакам
една убава, весела свадба со зурли, со тапани, имаме многу роднини и ние. И тука, во нашиот роден крај, јас 2 свадби сакам. Една петолирка и 5 метра златно ланче. 6 округли алки. И да не заборавам 20.000 сакам за невестата. Тато, Осман, што е? Вода. Оф, дајте вода. Донеси вода, ајде. Јерен, донеси вода, ајде брзо. Осман, добар ли си? Ајде, искашлај се. Што направи бе Махмуд? Леле. Донесе ти човекот. Отиде детето. Ајде. Готов е. Полека. Душо, тој татко ти си поигра со нас. Да знаеш, тој нема каде да спие, а нас што ни зборува, а пласи ви поигра. Ајде, не плачи сега, те молам, Душо. Немој. Ама немој, те молам, немој, Душо. Немој, жал ми е за тебе. На вистина, вака ќе ти кажам. Што и да направи, јас нема да се откажам од тебе. Што сака, нека направи секогаш сум тука до тебе. Добро. И јас тебе. До гледање, Душо. Ајде. Охо. Добро, доста веќе, Осман, не овкај. Те молам, немој да паѓаш сега во депресија. Ке најдеме некој лек. Нема лек за мојот проблем, да. Изнаброја еден куп работи, не заситен еден. Не знае што сака, како да не знае во каква состојба сме. Така да? Ама намерно го направи тоа, јасно ти е, така? опасно те изиграа, Војче. Доста бе, па ти не зборувај веќе преку глава ми, уште ти ми требаш овде. Ајде, легнувај ти веќе еднаш, ајде. Што е, пак имаш болки? Не е болка, имам едно топче тука. Што зборуваш бе, што се случува со тебе, што е? Топче, де како грудка некоја. Какво топче бе? Осман, не должи, ке помине. Ајде. Додо, што зборуваш бе ти тоа? Топче, грудка, ткиво, не е шала, тоа не може така, не дај Боже, може да е... Добро, Осман, не должи, ајде. Престани, не е мала работа тоа, мора да одиш на доктор и да те види, да ти каже што е. Добро. Ќе одиме утре. Рано наутро одиме на доктор и точка, престани. Ајде, Мемо, ајде легнувај, ајде доцне веќе. Ајде легнувајте, гаси светло. Ајде, добра ноќ. Добра ноќ. Ајде, добра ноќ. Господине докторе, може да ни кажете што е тоа што се случува? Господје Мелек, ќе треба веднаш да оперираме цистата во градот. Мора да се направи операција, не може поинаку да... Да, и примерокот од операцијата ќе го испратиме на патологија. Се надевам не е тоа од кое стравувам. А од што стравувате? Има шанси рак да е ова? Се уште е рано да се каже такво нешто. За деталите ќе да знаеме откако ќе ги добиеме резултатите. Без да губиме време, веднаш треба да се оперираш. Во ред? Во ред веднаш нека оперираат и готово. Е многу тешко веднаш дека ќе може да се оперира. Минимум 3 месеци ќе треба да чека. Добро, тогаш што да правиме сега? А ако имате можност, приватна болница. Секако тоа малку повеќе чини. Добро, колку би чинело тоа? Колку мислам од прилика? Па во зависност од болницата, помеѓу 10 и 30.000 лири. Да, толку е тоа, Јас себе ова го имам. Те молам, Јарен, стави ги тие во джеп. Да, Милек, не веле така. Ова не е ништо, барем да успеам да помогнам. Благодарам, Душо, но не сакам. Осман. Што ќе правиме сега? Како ќе најдеме пари за операција? Добро, ворете, ало. Добро е, дајде малку без стрес. Ќе средиме. Вујче е тука, бе, лавче моје. Не требаат само пари за операција, Осман. Ниту киријата не ја плативме. Абе, ќе најдеме, Дадо, ќе собереме, ќе видиш, ќе ги платиме сите долгови, ќе направиме нешто, ти ќе се оперираш, ќе бидеш здрава, се ќе се среди, ќе видиш. Ај, дај Боже,
Дај Боже да не ни биде ништо лошо. Господ нека не варди. Мамо, ќе нема никаков проблем. Ви се колнам, ќе биде се во ред. Добро е, ќе биде се добро. Бате, абе народов, многу пари имаме, од каде толку бе? Видели ти каква беше куќата, а? Видели? Јас не седам на празно. Го виде детето, ке го киднапираме. Што ќе му направиме на детето? Ке направиме турши од него. Ке бараме пари, брате. Ти си бил многу паметен, бате. А што си мислиш, бе ти? Јас ке те спасам од твојата бедотија. Веќе нема да рмаме. Ке видиме многу богати суат. Добро, ама како ќе го киднапираме тоа дете од оваа куќа оде, а? Како? Не биди будала. Види колку обезбедување има. Нема да го сториме тоа тука. Прво ќе ги следиме сите, така излезат од куќата. А потоа ќе излезе детето и ќе го следиме и него. Кога имаме погоден момент, оп, Аха. кога ќе го начекаме детето, ќе го киднапираме. Кој дел не ти е јасен, бе? Свати, бате, свати. Фала му на Бога. Добре дојдовте, господине. Добро ве најдов. Добре дојдовте, господине. Добро ве најдовме. Како ќе успееме во ова, не знам јас. Не грижи се. Ке најдеме некој решение. Да одиме да не привлечеме внимание. Добро дојдовте, господине Джан. Добро ве најдов. Татко ми тука е? Да, господинот Онур е покрај базенот. И господја Сибела со него. Изгледаш изморена. Имав напорна недела. Имам еден предлог. Викендов да одиме во странство. Париз, Рим, каде и да посакаш. Многу сум зафатен си бил. Не се бунтувај. Немој веднаш љубов. И тебе ќе ти дојде добро малку опуштање. Не ме разочарувај, те молам. Немој. Ќе разговарам со Фарук, ќе видиме. Одлично. Здраво. Здраво. Сине, Здраво. Љубов, направив едно мало истражување во врска со школувањето на Джан. Во Европа има многу добри училишта, како за Джан. од каде излезе тоа? Знаеш дека Джан го сакам како свое дете. Сметам дека треба добро да биде школуван. Истражив неколку училишта. Никаде нема да одам. Не сакам да одам. Джан, полека. Никаде нема да одиш. Сака да ме испрати од тука. Не вели така, душо. Не вели така. Јас се грижам за твое добро. Верувај ми, за твое добро. Не грижете се за мене. Не сакам. И вас не ве сакам. Джан, внимавај малку. Покажи почит. Но таа мене не ме сака. Затоа вака прави. Татковците на другите деца не се како тебе. Тие постојано се со своите деца. Да беше мама тука, немаше така да се однесувате. Джан, мајка ти не е тука, но јас сум тука, душо. Јас сум ти како мајка. Вие не сте мојата мајка. Не сте ми ништо. Не ве сакам. Не ве сакам. Джан, зошто се однесуваш вака? Добро, Онур. Ајде, престани да плачеш. Избриши ги слозите, врати се. Веднаш дојдете тука. Оставете го сам. Нека дојде при себе малку. Во ред, господине. Зарем не беше малку строг, Онур? Сто години играм никако лото да добијам. Да добиев милиони, друго ќе беше. Искрено, Вујче, дента кога ќе добиеме лото, сигурно уште 5000 лица би типувале на истите броеви. Ништо нема да добиеме. Дозволи да си фантазираме, бе, Вујче. Немој, Вујче. Немаме толку среќа. Сиромашни се родевме. Сиромашни ќе умреме. Види го ти него. Да не сум те чул така уште еднаш. Пред тебе животот вчера се роди. Мора малку позитивно да размислуваш. Мама ќе биде во ред. Така? Добро ќе биде.
ќе најдеме пари за операција. Мамо? Мамо? Каде е мама? Откај да знам? Сега беше тука, бе? Позади е сигурно, оди таму. Мамо? Мамо? Мемо? Кажи, сина. Што е? Што се случи? Што е, сина? Не плачи, мамо. Се ќе биде во ред. Дај Боже, сина. Се разбира, ќе помине. Не тагувај, мамо. Јас ќе работам. Ако треба, нема ни да спијам. Ќе собирам хартија и ќе се будам рано наутро. Ќе продавам ги вречиња. Ќе продавам марамчиња, има работа. Тато? Кажи. Велам да ме искараш. Да не брзаш некаде. Сега ќе ми почне филмот. Правиш работи кои не ми се допаѓаат, Џан. И ти исто. Како, например? Дали ќе се жениш со Сибел? Право да се поправиме. Таа не е Сибел, туку господја Сибел. Или пак Дада Сибел. Знам. Мадам ми ја раскажа таа лекција. Но прашањето беше, А зошто тебе толку те засега тоа? зарем не би требало? Значи не треба да ме интересира жената на татко ми? Секако треба да те интересира. Убаво е да те интересира. Џан, види. Ти растеш, разбери ме. Погледни околу себе. Мажите и жените живеат заедно. Во иднина ти ќе имаш и ти некој во твојот живот, сине. Не ми се допаѓа тото. Не ја бендисувам. А што ти сторила тебе, Сибел? Нема да сака тото. Сака да ме оддалечи од тебе. Зарем не гледаш? Не. Таа нема таква намера. Постојано се караме со тебе заради неа. Не се караме за други работи. Во неа е проблемот. Постојано ти ме караш само заради неа. Сине, не знам дали сум ти кажал до сега, ама едно треба да имаш на ум. Ниту Сибел, ниту било кое друго живо битие нема да може да не раздели мене и тебе.
Нема да успее во тоа никогаш. Не може. И ова не го заборави никогаш. Јасно ли ти е? Јасно ми е, тата. Убаво. Сега да се вратиме на темата. И должиш извинување на Сибел. Не сум должен. Нема да ја се извинам. Џан, вака многу ме лутиш. Таа не е моја мајка. Не ја сакам господја Сибел. Не сакам да ја гледам тука. Ама не одлучуваш ти за тоа. И не смееш да зборуваш така со возрастните. Нема да излезеш од соба додека не се извиниш на Сибел. Јасно ли ти е? Дали ти е јасно, Џан? Ај, какова фурна сме. Ѓулфи, да најде отвори го прозорот, те молам. Таа не ми дозволува. Што ми рече? Да не кажа нешто за мене? Ви велам, отворете го прозорот. Нема да го отворам. Зошто? Тој прозор не разболува. Постојано киваат врз моите јадења. Ни живо пиле не остана доле. Ај. Господин Онор не треба да му се лути на детето, да ви кажам. Оф, леле. Кога му рече дека нема мајка, душава ми се растрепери. Господја Сибел е виновна за се. Кога стапна во ова куќа останавме без спокој и мир. Ај, навистина многу ми е жал за младиот господин. Душа моја. Зарем ти плачеш, Алтан? Оф, душева ми пукна од топло. Ајде. Фатете се за некоја работа, ајде. Што ќе правиме сега? Навистина не знам, Јаран. Ѓаволот ми вели да... Никако. Не слушај го ѓаволот, Осман. Ти се заколна. Да, се заколнав. Се каеш ли сега? Па сестра ми, знаеш. Состојбата на сестра ми е... Што ќе правиме, Јаран? Да им реков на домашните, не се грижете, јас сум тука. Јас сум за вас. Осман е тука, секогаш е тука. Реков Осман ќе се реди, ама како? И сега, и јас така им реков, ама... Праше ме дали јас си поверував себе си во тоа што го реков. Сакаш ли да зборувам со татко ми? Тоа е малку тежок, ама добро срце има. Не може. Нема шанси, заборави го тоа веднаш. Може би тебе нема, да ме лек на вистина ја сака. Јарен, љубов моја, душа моја, не може. Види, јас само заради тебе спуштив глава пред татко ти. И тоа нема да го повторам. Имаме ли друг избор? Може би има, не знам. Едно мало извинување, лаву мој, не треба да должиш. Јас не сакам таа жена да го превземе местото на мајка ме. Никој не може да го земе местото на мајка ти. Но мајка ти нема да се врати. Треба да го прифатиш тоа. Не вели така, дедо. Те молам, не вели така. Макар и да е мртва, не кажувај ми го тоа. Не сакам да слушам, не сакам да слушам. Не сакам да слушам. Не свати, Фонор, сакаш да не се гледаме дома некој период? Не знам што не е јасно. Џан е многу чувствителен периодов. Додека
Јас очекував извинување, ти ме оддалечуваш од својот живот. Престани, Сибел. Не од животот, туку само од мојот дом. Може би Джан се уште не ја прифатил нашата врска. Да му дадеме малку време. Те молам. Ќе ме разбереш. Нема друго решение. Тоа ќе го направам. Што? Пак ќе крадеш? Оди, ако не во полиција, јави се веднаш. Вујче, не викај бе доста, мајка ти ќе не чуе. Нели се заколна? Е, така е де? Не велам дека не е така, Господе Боже, што е сега? Што да правам, кажи ми, а? Што да правиме, Лаву? Како да одам и да најдам толку пари, кажи ми? Бевкај газда, хусам, уште пред да побарам пари почна да ми се жали дека тој нема, наводно не му одело со работата, детето ќе му почнало во школа, бла-бла, секакви глупости таму. Уште кога ме виде 300 глупости измисли. Ќе оздраве мајка ти, Вујче. Ама нема друго решение. Ќе направи нешто Вујко ти. Ќе влезам во некоја куќа и готово. Значи Осман повторно се враќа на терен. Не тропај глупости, бе. На времето го правев тоа, сега ова е вонредна ситуација. Потоа ќе си продолжиме нормално, како и до сега, така и од сега. Каква врска има тоа? Ти ќе извршиш кражба. Не, бе, Лавче, не. Да речеме... Еве, да речеме, ќе позајмам. Ќе позајмам пари, па ќе ги вратам назад кога ќе имаме. А од каде ќе ги украдеш? Тоа ќе побараш на заем. Од кој ќе побараш? Кога? Вечерва. Ај. Види каква куќа, бе. Од кај имаат волку пари луѓе, бе, не разбирам. Вујче, Вујче, А? те прашав нешто. Не знам, ќе земам од некаде. И јас ќе дојдам со тебе. Не тропај глупости, бе, престани. Умешно се кријам, ќе ти помогнам. Не може, бе, не може, доста веќе. Ти во такви работи не се мешаш повеќе, капиш? Таблет, телефон, лаптопот. Овој пат нема да се извинам. Нема толку лесно да се предадам. Господине Џан, јадењето е... Друго... ако ми се доседе, ќе слушам музика. Еве го. Полнијачот го заборавив. Еве. И пари ми требаат.
Господе, знаеш зошто го правам ова? Само за заеме, Господе. Се колнам, верувај ми. Прости ми те, молам. Амин. Абе, Мемо, што бараш ти овде, бе? Заедно живи, заедно мртви, Вујче. Не почнувај сега, оди си. Ајде, ајде. Ало, оди си веднаш. Ало, ме слушаш ти мене или не? А! Оди си, ќе јадеш чотек. Оди си, ајде. Ќе дојдам и јас со тебе. Враќај се, Мемо. Го прекрши ветувањето. Да, го прекршив. Ама не од што сакав да го прекршам. Глупав ли си? Ако не го направам ова, сакаш мајка ти пред нас да... Не ме тере да зборувам глупости. Ајде сега, те молам веднаш, оди си и од следниот пат ќе се заколнам за секогаш. Ајде, оди си. Ајде преку ова. Не грижи се за мене, Вујче. Заедно ќе постапиме. Јас веќе средам. Вујче! Проблеми ќе ми направиш, ајде. Ајде, оди. Се ќе биде во ред, Вујче. Знам дека звучат лесно, но дека се тешки ваквите работи. Вујче, слушај ме сега, застани. Отвори ја вратата и да те снема. Пред да те види некој да те нема, јасно? Добро, Вујче. Слушај ме, ваму, биди внимателен, немој да паничиш. Кога ли ќе заспиат? Доцна е. Очигледно дека господин Онур ќе задоцне. Веројатно да, господјо. Ќе задоцне. Добра ноќ, господине Алтан. Добра ноќ, мадмазел. Ај, леле, го фатија. Го фатија, се колнам дека го фатија. За малку ќе ме фатеше на дело. Каде исчезна детево, бе? Каде исчезна детево? Господе? Тоа истото дете. Оно дете, што беше во паркот. Господе Боже.
Што бара детево волку да отстана надвор? Ај, падна. Што се случува? Господине Џан? Мемо, што се случи, војче? Каде сум јас? Господине Џан? Ме извади од памет, ловче. Помислив дека те фатија внатре. Добро си? Господине Џан? Господине Џан? Ај, господе, што се случува? Добро ли си, Мемо? Ме пратиш ти мене или главата да не удри? Пардон, кој е Мемо, господине? Абе, не се шегувај со мене доста. Ајде, стани да бегаме одавде. Ајде да не видат побрзо, ајде. Стани бе, ајде. Наведни се, наведни се. Ајде. Наведни се. Пред малку беше доле, како ли се качи сега? Што ли видов јас пред малку? Ај. Има доволно пари за операцијата. Дури и повеќе има од што треба. Се спасив. Мемо, сине, што ти е тебе? Што му е на детево? А? Леле, каков кревет. Јас овде цела вечер ке можам да скокам и да не се уморам. Мемо, сине, добро ли си? Што му е на детево? Не знам што сторил, ама се исплашил многу. Што е ова смрде? Аман, Војче, што е? Војче ли? Господине Џан, ве молам, мора да станете. Војче, може ли еден ден да не одиме да собереме хартија? Каква хартија, бе, како Војче, бе, што зборуваш? Господине Џан, ве молам, разбудете се. Ви се извинувам. Јас сум навикнат сето утро да се бањам. Не најдов бањарка, па затоа се избришав со овој пешкир. Не е проблем, така? Дај бе, оди, облечи се, жити се. Облечи се, оди, ајде, не ме Каде гледај. точно? Ако те грамнам, ќе ти кажам каде. Оди, ајде. Повелете, учителка. Таван работа, Мемо. Ти повели, Мемо. За Саид Фајк зборуваме. Ајде, изненади не со нешто. Саид Фајк е од еколот на Мопасан и Чеков и ги има поставено темелите на пишување на приказни кај нас. Вистинското име му е Мехмед Саид. Неговото прво дело е издадено во 1926 година и се вика Свилена Марама. Да, Мемо, ме изненади. Овој пат навистина ме изненади. Базенот собира 200 кубни метри вода. Од една цевка за 2 часа може да се наполни базенот. Целиот. Џан, каде? Да го решам проблемов, учителе. Ти навистина почна да правиш глупост. Што, мајка, бараш надвор сега, а? Учителе, па јас прво ќе го направам базенот што го барате. И тоа во вашите барани димензии. Потоа ќе ставам цевки. Ке ти покажам јас тебе цевки. Слушај ме сега убаво. Ќе направиме стапица пред куќата и ќе чекаме. Кога ќе излезе ќе го следиме. А кога ќе најдеме можност, ќе го киднапираме. Ќе мора така да биде. Бате, сакаш ловеница? Абе, внимавај, не сме се ни заеден. Како меќе, бате? Трици, јади трици.